Излезеноста до 13 часот изнесува нешто над 20%, рекордер во одзив за сега е Чашка. Во аналитичкото студио на Канал 5 е Сандра Спасовска. Сандра, каков тренд покажуваат бројките и каков е соодносот со претходните локални избори? Така, Тања, до 13 часот од 92% од податоците кои што ги доставиле од избирачките места до Државната изборна комисија, излезеноста и 20,8%, зборуваме на ниво на територијата на цела држава. Бројките покажуваат дека одзивот на гласачи, би рекла, до некаде половина од изборниот ден кои го искористиле своето право на глас е сличен како и на локалните избори во 2021 година, кога исто така до некаде 13 часот одзивот бил околу 20%, но е помал доколку се направи споредба со податоците од парламентарните избори во 2024 година, кога во овој период од денот околу 36% од сите граѓани кои што имаат право на глас излегле и го искористиле своето право на глас. На ниво на град Скопје до 13 часот, според податоците на Државната изборна комисија, одзивот е 20,7%, минимално би рекла помал во однос на локалните избори во 2021, кога истиот процент изнесувал 20,76%. На денешните локални избори, спомена и ти, најголем е одзивот повторно во општина Чашка, односно 40,74% од сите избирачи кои имаат право на глас го искористиле своето право, додека најмал е одзивот и натаму во општина Врапчиште, односно 7,23% од вкупниот број на избирачи до 13 часот излегле и го искористиле своето право на глас. Подетално ќе издвоиме податоци и за дел од скопските општини, да видиме каква е излезеноста во дел од скопските општини. Например, во општина, во општина Газибаба, бројот на гласачи кои го искористиле своето право на глас до сега е околу 11.000, односно 19,6% до 13 часот. Понатаму во општина Центар 23,3% од вкупниот број избирачи го искористиле правото на глас. Понатаму во општина Аеродром, само да се утвори, 20,63% го искористиле своето право на глас. Во скопската општина Киселавода тој процент изнесува 20,89%. Понатаму во општината Ѓорче Петров 19, само да се утвори, општина Ѓорче Петров 19,67% го искористиле своето право на глас. И би ја споменала уште општина Чаир, каде што до 13 часот 21,90% го искористиле своето право на глас. Во однос на излезеноста, односно одзивот на граѓани на територијата на целата држава, ќе издвоиме неколку од поголемите општини, па така во општина Прилеп 21,96% од граѓаните досега излегле и го искористиле своето право на глас. Во општина Битола 21,75%, понатаму во општина Охрид тој процент изнесува 21,65%, општина Куманово, општина Куманово, тој процент до 13 часот е 16,46%. Секако
повеќе детали во однос на секоја општина, посебно колкав број на гласачи има во таа иста општина и колкав е процентот на излезеност, секако може да се проследат и на веб страната на Државната изборна комисија. А пред околу 1 час би споменала дека се одржа и редовната пресконференција во ДИК, на која беше посочено дека до 13 часот изборниот процес се одвивал во најдобар ред. Па предлагам тука деталите да ги слушнеме од изјавата во продолжение. До Државната изборна комисија, до моментот на оваа пресконференција немаме никакви дојави за евентуални проблеми, нерегуларности, неправилности што би дошле од страна на општинските изборни комисии или од избирачките одбори. Инаку, за крај би споменала дека првичните резултати од локалните избори Државната изборна комисија најави дека ќе бидат соопштени околу полноќ, но секако повеќе детали за ова ќе имаме во отвореното студио на Канал 5, кое започнува веднаш по централните вести во 18 часот, а секако нова анализа и нови детали околу одзивот на граѓани, освен на веб страната на телевизија Канал 5, ќе имаме и во вестите во 18 часот.